Вкупно 1200 проекти ќе бидат финансирани преку двата повика за развој на општините, најави денес премиерот Христијан Мицкоски во својата изјава. Од нив повеќе од 800 се во рамките на вториот повик, а остатокот се во првиот. Според него, најголемиот дел од проектите се насочени кон Министерството за транспорт, додека значително внимание е посветено и на проектите за животна средина. Јас сум убеден дека тоа ќе го сторат градоначелниците кои што се од редовите на ВМРО ДПМН и коалицијата, не само сега, туку и во иднина после големата победа која што очекувам да се случи на локалните избори. Проектите ќе бидат целосно завршени, уверува Мицкоски. Потенцираше дека со истата динамика ќе се продолжи после големата победа која тој очекува да се случи на локалните избори. Истовремено тука вреди да се напомене дека се бориме да буџетскиот дефицит го намалиме на под 4%, така што јас знам колку вложуваат сите членови во владата, колку вложува Министерството за финансии за да ја одржи оваа макроекономска стабилност, а при тоа немаме зголемување на цената на електрична енергија за граѓаните, практично зголемување на пензиите, вративме плати, тие што им се должи на граѓаните. Не само што немаме зголемување на долгот, туку имаме намалување на долгот, така што тоа е реалноста, затоа што едноставно нашата задача и обврска е да работиме во интересот на граѓаните. А јас себе велам, делата нека зборуваат, јас не би имал што да коментирам на пораките кои што доаѓаат од СДСМ. Инаку овие инвестиции се значајна поддршка за општините и за градоначалниците, кои ќе имаат можност да ги реализираат овие проекти со цел да се подобри инфраструктурата и животната средина во локалните заедници.